Според куќна помошничка која ја тужи Кајли Џенер, не само што не дозволувале да користи пауза за храна, туку не смеела ни да оди во тоалет додека работела за богаташката. Исто така била присилувана да работи кога починал брати, а некогаш да чисти и во домот на дечкото на Кајли, Тимоте Шаламе, што откриваат другите поранешни вработени кај Кајли. Моментално Кајли Џенер се соочува со 2 тужби од нејзини поранешни куќни помошнички. Втората тужба е поднесена во мај годинава од страна на Хуана Делгадо Сото, која покрај 28 годишната богаташка ја тужи и агенцијата што ја најмила како и нејзината надредена Ицел Сибријан. Во тужбата таа вели дека била жртва на вознемирување, дискриминација, но и понижување. Обвинува дека не добивала плата редовно, па дури и дека и било забрането да користи пауза за оброк што ја следувала според договорот. Хуана почнала да работи за Кајли Џенер во 2019 година и уште на почетокот се соочувала со проблеми, но ситуацијата почнала да се влошува во 2023 година. Тој период нејзина надредена станала Ицел Сибријан. Во 2024 година Хуана поднела жалба против надредената и иако накратко таа била тргната од позицијата, потоа повторно се вратила. Не можејќи да ги издржи стресот и притисокот, во 2025 година Хуана се дала отказ. Поп-ѕвездата Емина Јаховиќ во ново интервју отворено зборуваше за своето тешко детство и периодот на растење. Таа откри дека денес, иако ужива во успех и стабилен живот, никогаш не ги заборава скромните почетоци. Според неја, тие моменти ја научиле да ги цени малите работи. Емина се присети дека нејзините родители биле лекари, но во времето на војни и економски кризи не живееле луксузно. Таа опиша дека основните намирници биле тешко достапни, а семејството внимателно ги чувало ресурсите. Мајка и дури складирала млеко и јогурт за црни денови. Таа емотивно раскажа дека како дете гледала како комшиите јадат домати, додека за неа тоа било вистински луксус. Исто така сладки како чоколадни јајца и бомбони биле речиси недостижни во тоа време. Овие моменти оставиле силен печат во нејзиното сеќавање. Денес Емина Јаховиќ вели дека токму тие тешки искуства ја направиле посилна личност. Таа нагласува дека животните лекции од детството ја научиле да биде благодарна и да не ги зема работите здраво за готово. Реномираната бугарска поетеса Роза Бојанова и македонскиот поет академик Ристо Василевски се лауреати на наградата Книжевен жезол за 2026 година, соопшти Друштвото на писателите на Македонија. Наградата се доделува за поетски опус на еден домашен и на еден странски автор. Книжевен жезол се состои од статуетка и од плакета, што ќе им бидат врачени на добитниците на церемонија во ДПМ на 20 јуни, кога ќе бидат одржани и беседи за добитниците. Од Друштвото на писателите на Македонија вела дека Бојанова има свој посебен поетски код по кој е препознатлива. Специфично за нејзината поетика е употребата на стилски експресивни средства, особено алегории и метафори. Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински од оваа година воведува значајна новина. Наградата за главна машка улога ќе го носи името на истакнатиот македонски актер Кирил Ристовски во чест на неговиот значаен придонес кон македонската театарска уметност. Одлуката, донесена по предлог на неговото семејство, представува достоинствено признание за актерот кој остави силен белег на сцената преку бројни улоги и долгогодишна посветеност.
Со ова неговото име ќе продолжи да живее како инспирација за новите генерации актери. Годинава фестивалот ќе се одржи од 5 до 12 јуни 2026 година во Прилеп во рамки на своето 60-то јубилејно издание. Под мотото Храбриот нов театар, а со тематски фокус на кризата на човекот во општеството и кризата на општеството во човекот, програмата ќе понуди богата и внимателно селектирана понуда.